Добро утро, вести во 9. Во свечената сала на владата денеска ќе се одржи свечена седница по повод одбележувањето 25 години од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор. На седницата ќе се обратат првиот вице-премиер и министер за европски прашања Бекем Сали и вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Рамковниот договор беше потпишан пред 25 години на 13 август во Скопје по завршувањето на преговорите кои се одвиваа во Охрид, со што официјално се стави крај на конфликтот во 2001 година. Водата во Скопје е безбедна за пиење, потврдија сите надлежни служби, откако вчера во текот на денот пред се по социјалните мрежи се прошири информација дека во градскиот водовод е изолирана Ешерихија Коли и дека водата не треба да се користи за пиење. Скопскиот градоначалник свика и пресконференција и пред сите се напи чаша вода, обвинувајќи за смислено сценарио за ширење страф и паника меѓу граѓаните. Скриншотови и информации за наводно небезбедна вода за пиење масовно се ширеа низ групи, особено меѓу родители чии деца се во градинки и во основно училиште. Граѓаните реагираат, а од градот категорично велат: водата во Скопје е безбедна за пиење. Првиот човек на град Скопје обвини дека станува збор за оркестриран напад од опозицијата и дека сите анализи покажале дека водата е безбедна за пиење. Ние имаме еден од 5 најдобри извори во Европа и пиеме како скопјани една од најчистите и најквалитетните води. И за тоа стојам позади тоа со целиот свој интегритет и морална и кривична одговорност. Така што во однос на оној напад кој што се случува од Сабајлево и ширењето на лажни вести и хистерија, сакам да порачам на скопјани дека се спокојни. Јас сега ќе ја замолам Оле, може да ни донесеш вода од чешма? Сакам јас да се напијам пред вас и да знаете дека во Скопје водата е безбедна и дека скопјани пијат безбедна вода. Ова е обична вода од чешма. Да знаат скопјани дека имаме најдобра вода. И надлежните од водовод велат дека во ниту една анализа не е утврдено присуство на Ешерихија Коли или каква било друга бактерија. И е направена брза PCR анализа. Таа е брза анализа која што за помалку од 4 часа имаме основни индикаторски параметри каде што констатираме дека не е детектирано присуство на геномски копии на Ешерихија Коли, на колиформи бактерии, ниту на псевдомонас. Тоа е за примерот земен од вчера. Ова се резултати од 36 мерни места со комплетна физичко-хемиска анализа и микробиолошка анализа со датум од понеделникот, затоа што знаеме дека за микробиолошката анализа се потребни минимум 48 часа. Сите примероци се исправни. Од Министерството за здравство пак вела дека досега нема ниту еден регистриран, ниту хоспитализиран пациент чија здравствена состојба се поврзува со консумирање загадена вода во Скопје. Немаме податоци дека некој има гастроинтестинални тегоби поради пиење на вода. Ѓоргиевски е дециден дека сите што ширеле паника на социјалните мрежи ќе одговараат. Ова е организиран напад за ширење на хистерија, според мене рамно на терористички напад. Од Министерството за внатрешни работи вела дека секторот за компјутерски криминал презема соодветни мерки и активности со кои се утврдуваат профилите на лицата и истите ќе бидат повикани на информативен разговор. Габриела Лескова, Сител телевизија. Во текот на попладнето и синоќа вечерта лица биле повикани на разговор во полициска станица од МВР. Се уште нема официјална потврда за оваа информација, но изворите на Сител потврдуваат дека активно се работи на овој случај и дека се испитуваат сите околности. На територијата на државата до 7:30 часот утрово регистрирани се 51 пожар на отворен простор, од кои 5 се активни, 4 се ставени под контрола, 42 се изгаснати, соопшти од Центарот за управување со кризи. Сега да ја слушнеме изјавата што ја даде Стојан Чангелов, директорот, синоќа во доцните часови. Пожарот кој што се одвива на територијата на општина Студеничани, ваторот на село Рамни Габер, се уште активен, за жал ќе продолжи во текот на ноќта. Може да се забележи зад мене, линијата на огнот е доста долга.
Во текот на целиот ден действуваат 3 ТР трактори, значително го успорија, но истиот не е изгаснат. Овде на лице место действува и припадници на Скопската бригада за противпожарна заштита, поддржани со огнените тимови на дирекцијата со 4 пинцгауери. Акцијата на гасење на овој пожар ќе продолжи рано наутро со пешадија, а подоцна ќе бидат додадени, односно ќе се приклучат 3 ТР трактори на дирекцијата за заштита и спасување. Во продолжение следуваат